Многу кратко? Ајде, многу кратко. Што говорите на средбата со Јанчев и Тодоров, видите ли поддршка за уставните измени? Не, јас реално тоа што го разговаравме беше поврзано со интерпарламентарното тело или координативното тело за помирување, реформи и интеграција, така да кажам. Тие беа темите за кои што разговаравме, заради тоа што знаете дека намерата е покрај завршување на процесот на уставните амандмани, преку можно максимално негово вградување на колку што е можно повеќе во политичкиот естаблишмент. Тоа го правиме, заради тоа што јасно изразената одговорност од Никола Тодоров и градоначалникот Митко Јанчев, верувам дека може многу да охрабри одредени пратеници кои што знаат кој е исправниот чекор, а се уште нема доволно храброст да го направат тој чекор. Навистина ќе сторам се да тежнеам до крајот на целиот овој процес, имаме максимално консолидација во општеството по повод ова исклучително важно прашање за Република Македонија, а тоа се уставните амандмани. Заради тоа што гледате дека уште во првата фаза имавме инклузивен процес, верувам дека и во оваа фаза сега, која што привршува со пленарната седница која што почна на 1 декември, но посебно во последната фаза кога ќе помине јавната дебата и ќе бидат конечни амандманите со нивното амандмирање, односно нови амандмани на самите амандмани, верувам дека можеме бројката од 80 да ја зголемиме многу до повеќе, затоа што и таа бројка 80 која што беше овозможена при првото гласање беше само за тогаш. И никој не може да каже дека таа бројка ќе обстојува. Јас искрено се надевам дека бројката ќе расте. Тие се исклучени од партиските органи, имаат ли уште влијание врз пратениците? Секако верувам дека имаат и затоа ги повикав на едно кафе во Струмица, навистина вечерта седевме на транспарентен начин, пиевме кафе и разговаравме, токму заради тоа. Секако нивното влијание не е од политички позиции, посебно во партијата, заради тоа што да се исклучени, тие се чувствуваат ВМРО ДПМН и верувам дека комуницираат со многу пратеници, така барем и потврдуваат, такви се и моите чувства. И продолжуваме на основа на разговори, на основа на аргументи, на основа на одговорноста која што сите имаме, да се обидеме да помогнеме во целиот овој процес. Ќе го поддржите ли на законот што го подготвија тие 8.000 пратеници што се дел од телото за помирување? Јас не сум го видел законот, знам дека овие денови треба да се одржи координативно тело. Со задоволство би учествувал на тоа координативно тело за да ги видам сите детали. Нашите представници од СДСМ ми нема доставено некој пишен материјал. Знам дека се работи од страна на сите во координативното тело, а ако има нешто готово, би дал своји коментари, но дефинитивно јас сум иницијаторот на процесот на помирување, верувам искрено во него. Ова закрвавена омраза која што се јавува во нашето општество, треба да помогнеме сите заедно да се надмине, посебно во периоди кога сите сме заедно за стратешките цели, а тоа е членството во НАТО и во Европската Унија. Не. Не би прифатил, не мислам дека бегањето од одговорноста на средина на цел процес, даде мандат од граѓаните, нешто за кое што јас верувам дека би требало да го направам. Одговорноста пред граѓаните и моите ставови се дека треба да се истере еден цел мандат, да се даде шанса на економијата, да се даде шанса на реформите, на целиот овој процес. Конечно Македонија заслужува еден цел мандат, но тоа зависи само од мене. Секако има и многу други политички чинители. Јас верувам дека има многу подобри кандидати за председател за Република Македонија од мене. Големо е незадоволството кај медицинските сестри и останатиот средно-медицински персонал поради нееднаквото покачување на платите од јануари. Министерот за здравство договара со нив, меѓутоа тврди дека 5% е само за сестрите, 10% за лекарите специјалисти. Најавуваат и бојкот на работата и можен штрајк. Ќе преземете ли нешто? Значи, мора да водиме грижа сите на еднаквоста и равноправноста со сите други јавни службеници во Република Македонија. Секако важноста и вредноста на медицинските сестри е од висока почит и за владата и за сите во општеството. Јас оставив на синдикатот заедно со министрите, тие знаат сите максимални буџетски можности кои што ги имаме. И еве само ќе ги кажам деталите на бројките. Покачувањето на 10% на платите на специјалистите сега од 1 јануари, претходното од 5% и следното од 5%, постигаме некаде просек во 90.000 и нешто вкупни приходи за специјалистите. Специјалистите во клиничкиот центар имаме специјалисти кои што со честен труд ги заработуваат своите пари по повеќе од 120.000 денари.
Јас верувам, знаејќи ги сите тие параметри на микроплан, можат синдикатот на основа на колективниот договор со министерот да разговарат за сите детали за фер и еднаква распределба на сите тие финансиски средства. Направивме максимум, да не забораваме, Македонија помина тешка политичка криза со сериозни финансиски импликации. Овие се сериозни стотици милиони денари кои што ги определуваме за оваа работа и ќе продолжиме секако и понатаму. Верувам дека во рамките на севкупните буџетски можности ќе се изнајде решение помеѓу партнерите во диалогот, тоа е Министерството за здравство и синдикатот. Благодарам.